Здраво за сите кои денеска гледаат емисијата Супер звезда. Јас се наоѓам во една од најубавите градинки во Скопје, а тоа е градинката Снежана, а до мене се наоѓаат дечињата кои посетуваат оваа градинка и сега ќе ви мавнеме, драги гледачи, во знак на прекрасно расположение кое што еве уште овдека од рано од Сабајле само по себе спонтано си се направи. Меѓу другото, денеска дојдовме овдека за да се дружиме со суперзвездичките и да се дружиме со нашиот јунак, а тоа е мечето Лино. Впрочем, станува збор за една од најдобрите детски храни која воопшто постои на светот, која што ја презентиравме во минатата емисија, а со која што ќе се дружиме и оваа емисија. Дали дечиња има некој гладен овдека да видам? Кој е гладен да видам да крене брзо да прста? Гладен сум јас. Денес ходиме да јадеме Лино, а веднаш потоа ќе се забуваме до крајот на емисијата, ќе видите работи какви што сте немале шанса да видите до сега. Бидете спремни за многу лудори и многу забава. Поздрав од мене. Одиме со рекламите, а веднаш потоа се враќам овдека со дечињата во градинката Снежана. Еве, драги гледачи, гледате колку многу ви мафтаме. Денеска сме посебно расположени, како што ви кажав, уште еднаш да повторам, се наоѓаме денеска во градинката Снежана во населбата Чаир. Ова емисија ќе емитуваме и материјали кои што се снимени во градинката 8 март, која што се наоѓа во населбата Кисела вода. Се најадовме ли убаво? Да, јадевме многу убаво. Кој јадеше многу да крене рака? Јас јадам Лино. Како се викаш ти, злато? Стефан. Стефан, да пукне. Стефан, каде е Линото да го видиме овдека? Ова е Линото, да видиме, покажи на камерата да види дали ти имаш уште или изеде све? Изеде све? Да. Браво бе, Стефан, затоа ќе растеш голем. Драги гледачи, како во минатата, така и во оваа емисија се дружиме, значи, со нашиот пријател, а тоа е мечето Лино, кој што сега ќе дојде и во оваа емисија ќе не дружи од почеток до крај. Да го викнеме мечето Лино, може? 3, 4. Лино! Лино! Лино, викајте силно, силно, еве го мечето Лино доаѓа! Браво! Кој ќе го гушне? Ајде да видиме. Гушкање, сакање, бацување, дружење, драги гледачи, ви ветив во емисија како што реално немало до сега. Значи, како што кажавме, станува збор за емисија во која што ќе посветиме особено внимание на здрава детска храна. Поточно храна која што изобилува со витамини и минерали, храна која што е препорачлива за дечиња од 6 месеци па нагоре. Еве го Лино, денеска гостин во Супер звезда. Одиме да се дружиме, да направиме журка каква што немало никогаш до сега. Неколку супер звездички денес беа поканети заедно со мене овдека во градинката 8 март да видиме како дечињата тука се дружат. Дечки, како си поминавте вие? Супер. Супер, да, доручкувавте и вие? Да. Филип, кај ти е тањерот да го видам бе тебе? Кај ти е бе тебе тањерот? Тука. А тебе, Стефан, тањерот кај ти? Ајде да видиме са тањерите да ги покажат прво овие момчиња, да видиме дали изеле све. Ти изеде све. А значи сега да видам со оние лапачи кои изедоа све? Ја. Ајде видам. Анастасија, како беше храната Лино? Убава? Вкусна или не? Да. Нашите гледачи треба почнат да јадат. Да. Има некои значи што не јаделе до сега Лино, оние кои што не јаделе треба да пробат. Да. Ти зато кажи им каква беше храната? Убава. Си јадела ли Лино и претходно? Да. Дома имаш Лино? Да. Преска мајка ти кога те донесе, седнавме и направивме малку муабет надвор, ми кажа: "А, мојата лепотица дома нонстоп јаде Лино." Стварно ли дека јадеш по најмалку 3 до 4 порции на ден? Да. Баш ми е драго, фала ти многу. Еве и Нина. Нина, ти прв пат јадеше денес Лино или си јадела претходно? Сум јадала. И што ќе ми кажеш каква храна е Лино? Убава. Убава, ти мислиш дека децата треба да јадат? Да. А да им даваме и на бабите и додовците или за нив не е оваа храна? Ја мислам дека нема ништо да им се случи, ќе им се случи бе нешто ако пробаат. Најчесто викаат дека на наша, ако децата пијат, значи кафе, ќе им порасне шо? Опаш? Да. А големите ако јадат Лино, шо ќе им се случи?
Ништо нема да им се случи, затоа може да јадат лино. Стефан, како си поминуваш ти денес овде? Супер. Во градинка од кога не си бил? Од летото. Од летото, значи. Бев и во летото дека немаше кој да ме чува. И онда седеше во градинка и сега како се чувствуваш денес овде? Супер. Кај ти се мускулите, да ги видам? Значи, многу мускули имаме. Леле, овде силен шиџик се најаде лино и сега се качи на столица. Мафни на гледачите брзо тука, праќе бакнеш и браво. И Стефан, шо ќе им порачаш на оние кои не јаделе лино? Тие, ја ќе им порачам на тие што не јаделе лино да пробаат и да се уверат самите дека е најубава храна. Браво, Стефан, фала ти многу. Сега, дали сте спремни за изненадување? Да станам да ги прашам, значи и останатите дечиња. Дечиња, дали сте спремни за изненадување? Сакате изненадување каква што немало до сега? Бидете подготвени да ја поканиме маскотата, а тоа е мечето Лино, заштитниот знак на храната која што денес сега пробавме, денеска ќе се дружи заедно со нас. Ајде да го видиме мечето Лино како ќе дојде, да го поздравиме со голем аплауз. Спремен на аплаузот. 3-4. Еве го мечето Лино, драги гледачи, верували или не, дојде да се види овдека со сите нас, да ги изгуша сите оние деца, денеска што имаат силни мускули од прекрасниот доручек кој што го имавме. Ајде да го поздравиме, да си го гушнеме, да си го бациме. Сите кои што сакаат да дојдат, да го пипнат и да видат дека мечето е вистинско, дека мрда и дека вистински ги сака децата, може да станат и да дојдат овде. Дечки, како е? Добро! Добро ли е мечето? Има ли опашка? Кај му е да му ја покажеме? А има ли уши? Ајде да ни мафне овдека. Чао, мече Лино, како си, Лино? Леле, Лино е многу добар, супер расположен. Ова мече не зборува, ова мече ќе се дружи заедно со нас и сите прашања што сакате да ги поставите, ќе ги поставувате до мене. И јас ќе ви одговарам наместо него. Одиме да се дружиме малку сега. Веднаш до мене се наоѓаат, значи, моите асистенти Билјана и Љупка. Љупка, што ќе правиме сега, кажи ми? Вака, сега мечето Лино, заедно со наша помош, ќе дели блокчиња и боички и пластелин. Сите дечиња ќе добијат? Да, сите дечиња добиваат. Кажи ми, Билјана, значи, овој дел сега се вика работилница. Да, работилница. Значи, децата ќе го моделираат лино од пластелин, некои ќе го цртат на блокчиња со боички. Во сите градинки ова работилница е општо прифатена? Да, супер, многу убава прифатена, децата се радуваат бидејќи го цртаат мечето, гледаат да го нацртаат и да го направат најубаво што можат, зашто сите добиваат награди. Сега тоа ме интересираше. Вистина ли е дека сите добиваат награди? Да, вистина е, сите добиваат награди. Бидејќи имаме изложба и после тоа изложбата, значи, кој е најубаво нацртал или направил модел од пластелин, добива подарок, награда. Супер. Ете така, јас сум спремен, вие спремни? Да. Билјана спремна? Да, сигурно. Дечки, дали сте спремни? Ајде да го поканиме со голем аплауз мечето Лино да дојде овдека и да почнеме да ги делиме боичките и пластелинот.
Сега што се случува, да видиме Билјана, што има сега? Вака, значи сега мечето лино ќе ги носи дечињата на изложбата, да ја видат изложбата. Тоа се всушност цртежите и моделираните пластелини што го правеа мечето лино. Значи сите оние кои што беа вредни направија свој ремек дела, кој направи нешто да крене два прста да видам, леле, браво. Кој направи најубав цртеж да видам, а кој најубав пластелин измоделира да видам. Леле, денес ќе имаме многу работа и значи ќе биде напорно да ја оцениме оваа прекрасна изложба. Сите сме среќни и весели? Како што е редот двајца по двајца, одиме полека, драги гледачи. Одиме, тргнуваме. Ајде екипа, одиме сите заедно да видиме во делот каде што се наоѓа изложбата. Овдека се наоѓаат сега моделите од пластелин, значи што ги правеа нашите другари и другарки овдека во работилницата, така? Да, од работилницата се овие пластелини. Значи што направиле децата сега да видиме и да ги оцениме и да добијат награди на крај. Ќе добијат и награди. Да, сите дечиња ќе добијат награди. Така, да видиме сега, одлично, да видиме сега какви пластелини имаме овдека, камера може да покаже овдека. Дали мислите дека ова е добро направено овдека? А дали мислите дека ова треба да добие награда? Да. А дали ова личи на мечето лино? Да. А ова овде мислите дека е добро? Да. А дали ова овде е направено со вкус? Да. А дали ова овде чудо невидено какво што нема нигде? А ова што е овдека? А ова е јадењето, ова е храна, драги гледачи, храната лино еве ја направена, браво. А дали ви се допаѓа ова што го држи Нина? А ти како се викаш, Лото? Марко. А ова кај Марко што е овдека, како ви се свиѓа? Браво за сите млади мајстори што направија вакви ремек дела. Голем аплауз, брзо, ајде мечето лино исто да аплаудира заедно со нас. Браво Белино, значи каква журка ни организира денеска. Дали овдека имаме, значи, Љупка, само пластелини и модели од пластелин? Не, имаме и цртежи кои што децата ги нацрта, еве ги тука од страна се. А овдека, значи, имаме и цртежи. Дечки, брзо да ги видиме цртежите, одиме вамо. Да видиме какви ликовни творби направија тие. Еве го гледате мечето лино во разни изданија, го има во разни форми, во разни апликации, значи сите дечиња различно го гледаат и нормално е да видиме дека сите цртежи се различни. Битно е дека сите се направени со многу љубов, сите се направени со многу вкус и она што можам да го забележам кај сите цртежи е дека дечињата вистински го сакаат и го обожаваат лино, што и може да се види во моментот. Еве гледате, значи, нашата дружба заедно со мечето лино трае веќе неколку часа овдека. Гледате, значи, сите дечиња колку многу го сакаат, колку го гушкаат, а верували или не, сега мечето лино ќе си го гушнам и јас. Дојди, Белино, ќе гушкаме. А еве ги сега боинките за дечињата, ќе може да си ги земат дома и да си продолжат со цртање и со боење на сите оние прекрасни работи кои што ги има внатре. Ајде да покажеме да види камерата, значи што има во боинката. Еве Злато, ајде сега следната страна да видиме. Еве да видиме овдека што има. Леле, колку убав цртеж. А ова, уште поубав. Браво. А тоа тамо да видам, Злато, кај тебе. Леле, што убаво. Браво, браво, браво. Значи има толку прекрасни цртежи какви што не сме ни можеле да замислиме, драги гледачи, дека воопшто постојат на овој свет.
Да имавме на сите оние кои што не гледаат во овој момент да видат дека тука Мечето Лино! Мечето Лино! како се чувствувате со Мечето Лино? Ваква дружба имало до сега? Не, драги гледачи, денеска откачивме овдека брзо да видат нашите гледачи уште еднаш колку многу си го сакаме Лино, колку многу сакаме да го гушкаме, да го стискаме, да го мечиме, бидејќи ни ја подари најубавата детска храна на сите времења. Тоа е детската храна Лино. Драги гледачи, сега Јована ќе ми каже нешто. Јована, повели? Ја го сакам Мечето Лино. И ја го сакам Мечето Лино. А ти, Злата? Многу убаво е. Денеска сите го сакаме Мечето Лино, бидејќи Мечето Лино не сака нас. А тука некаде сега завршува и дружбата со нашето Мече Лино. Во оваа градинка има и некои други занимални, каде што има дечиња кои што чекаат да го видат, да се поздравиме со Лино. Може да му кажеме чао. Чао, Лино, фала многу што дојде, да ни дојдеш пак, те гушкаме, те сакаме и ти праќаме безброј бакнежи. Те сакаме, Лино, чао!